Добро дојдовте. Денеска отвораме нова страница на нашето отворено студио. Среда, како за средина на работната недела. Јас сум Владко Чаловски, со мене е колешката Јана Јосифовска. Така е, добар ден и од мене и добре дојдовте. Сега следно ќе ве информирам што се ќе содржи ова наше отворено маратонско студио 1. Стартуваме, како и секогаш, ќе погледнеме делот, односно поенти од оние најинтересни разговори во вчерашното студио 1. Меѓутоа, за окружување на првиот блок, ќе се информираме околу иницијативата, односно движењето Почни со водно. Имаат многу активности и секако, оно што ќе го слушнете е еден добар поттик утрешниот ден да го искористите и да се искачите на водно. Веќе во 14 часот и 30 минути, стандарден термин за нашите вести, најновите информации од земјава и од светот со колегата Александар Петрески. Повторно сме назад во отвореното студио во 15 часот и 20 минути. Ни гостува режисерот Сергеј Георгиев. Поводот е еден негов филм, односно Јас не сум Игор. Тематиката целото општество како го доживува низ неговата призма, односно неговите очи. 15 часот и 40 минути, стандардна анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Назад сме во отвореното студио со колегата Чаловски во 17 часот и ќе третираме една доста актуелна тема изминатиот период, односно оној грандиозен проект што требаше барем да биде јака, сега е претворен во кал, може да се каже. И по тој повод и за сите проблеми со кои што жителите на оваа населба се соочуваат, ќе ни гостува Зоран Шоповски. Се 18 часот, односно претходно 17 часот и 45 минути ни стартува секако забавниот дел на еден ТВ, она што ви е добро познато. Започнува со хајлајтсите на музичкото талент шоу Звезда број 1, па веднаш потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефани, Нина и секако блокот мода со Сергеј Варошлија. Во вечерниот термин, односно отвореното студио 1 продолжува со Ацо Кабранов. Темата ќе биде има ли реформи во ДУИ, какви се тие, а ќе гостува Ким Мехмети. Секако ќе поразговараат околу оние актуелни политички случувања. 20 часот, централниот дневник на еден ТВ со Ацо Кабранов и Елена Џугуманова. Секако ќе гостува и градоначалникот на Чаир Висар Ганио. Веќе во 21 часот продолжуваме со авторската емисија Печат на неделата и колегата Саша Ордановски. Гостуваат повеќе градоначалници. Главната тема дека и градоначалниците се политичари, односно Александар Наумовски, градоначалникот на Ѓорче Петров, Филип Темилковски, градоначалник на Кисела вода и Саша Богдановиќ, градоначалникот на Центар, па и веќе слушнеме од првите луѓе на општините со какви проблеми и предизвици се соочуваат. 22 часот премиерата на Звезда број 1 и ова маратонско отворено студио 1 го заокружуваме со последното информативно издание на вестите. Јана, накратко најави што е оно што ќе го гледаме во денешното издание на отвореното студио, па да почнеме со ред. Гостин вчера во отвореното студио беше генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Зборуваше во пресрет на тоа дали Македонија ќе добие, односно доби некакво ветување, меѓутоа дали ќе ги отпочне преговорите за членство во Европската Унија, меѓутоа се осврна и на една друга тема која што се третира или пак се наметнува во јавноста, тоа е како ВМРО ДПМН, која сега е во опозиција, доколку дојде на власт, би го поправила Преспанскиот договор кој за нив е капитулантски, а се поизвестно е дека во Грција веројатно премиер ќе биде Мицотакис, па така двете опции кои што сега се во опозиција, што е она што ќе можат да го надополнат или да го извадат од Преспанскиот договор, а што им смета на одреден дел од граѓаните и овде во Македонија и таму во Грција. Слушаме дел од гостувањето на Јанушев. ВМРО ДПМН многу пред СДСМ се заложувала, работела не само на муаве, туку и формално за членство во НАТО. Овие се денови, овие да речем условно овој период до Нова година и после Нова година се денови во кои сакате или не кете. Добро. Веројатно ќе морате да воспоставите диалог што може да се постигне во така наречениот
реформски пакет што може Македонија и за ваше добро и за доброто на Две државата. работи. Две работи. Ако го гледате извештајот, ќе видите дека единствените работи каде што има позитивен момент се всушност реформите во кои што учествувавме ланската година ние како ВМРО ДПМН. Токму затоа што сме решени дека ВМРО ДПМН мора и ќе биде носител на сите прогресивни работи, на сите реформи кои ќе случуваат во државата. Од друга страна, не заборавајте дека пред недела, пред 10 дена, председателот Мицковски јавно понуди да им покажеме и да им помогнеме како треба да се направат реформите, се со цел за државата да не страда, бидејќи на крај на денот, без разлика на која политичка провиненција ние припаѓаме, без разлика што сме по националност, без разлика што сме по вера, сите ние живееме во Република Македонија. Еве, 10 дена поминуваат, нема никаква реакција, никаков став, нити прифраќање, нити одбивање од страна на СДСМ. Ќе учествувате во преговорачките тимови ако се формираат околу... Видете, првен треба да се изјаснат дали им треба помош и дали сакаат да им помогнеме, а нормално ако го прифатат тоа, дека ќе седнеме и ќе се договориме како тоа ќе се направи. Нормално не зборуваме како што се обидуваат голем дел од нашите душегрижници дека ќе сме везале во влада или не знам што ќе сме правили. Не, до таму не сакам да одам. Две работи околу кои треба да расчистиме. Борба против криминалот, за кој сега сте вие решителни критичари, без при тоа да се оградите од криминалот на својата претходна влада, и второ, што правиме со СЈО, бидејќи околу СЈО, ако ја следам Рената Десковска, министерката за правда, вели дека политичкиот дил е направен, нема што понатаму, а се очекува парламентарна одлука околу законот за обвинители. Видете, може би еве едно повеќе или помалку реторичко или нереторичко прашање да кажам, што би било задоволително за вас да кажеме во однос на криминалот, за да кажете дека сме се оградили од секој што направил криминал. Јас и кај вас во емисија и повеќе пати во вашата цената телевизија сум кажал, секој што направил криминал треба да одговара. Поголемо од оградување од тоа, јас наистина не знам како да направам. Нормално, во нормална, независна судска постапка треба тоа да се докаже. Да се почитува презумпцијата на невиност, да се почитуваат сите европски и светски стандарди во однос на сите овие прашања. Али никако не сме некој што направил криминал да биде амнестиран или помилуван од истото. Во однос на СЈО, ние не бараме апсолутно ништо што е надвор од европската и светска пракса. Значи, се она што го бараме е во склад со тоа. Како реагирате на изјавата на Рикер, дадена во Сенатот, дека ако не ова СЈО, некој друго СЈО? Што по својата содржина, значи, ако не е прифаќата Катица Јанева, незиниот тим и ова СЈО, во рамките на обвинителството, веројатно ќе се формира исто така не помалку арбитререн оддел за битка со криминалот во високите кругови. Неколку аспекти има, се надам ќе ми оставите малку повеќе време да се надам дека ќе ги опфатам сите. Значи, треба прво да престанеме да правиме паралелизми. Уставот е јасен. Значи, не може да постојат повеќе обвинителства, има едно обвинителство. Тоа што еднаш во минатото е прекршен уставот ради запазување и исполнување на нечи политички барања и ради политичка волја на големите политички чинители, не да дава нас за право повторно прекршуваме уставот. Тоа е еден сегмент кој што би рекол дека е чисто формално правен. Од друга страна, го имаме специјалното јавно обвинителство кој што во изминативе години го изгуби буквално целиот кредибилитет и авторитет кој што го има. Дури и најголемите поддржувачи на специјалното јавно обвинителство, кога се формираше или во периодот пред формирањето, го критикуваат и тоа остро го критикуваат. Кој кредибилитет го имаат тие луѓе таму и таа институција како институција да продолжи да работи на начин на кој што работи? Од друга страна, освен неколку предмети кои што успеа да ги покренат и кои што сите се исклучиво против ВМРО, значи таа институција се претвори во алатка за пресметка со ВМРО и ВМРО-вците. А може ли поединец сам да се избори за правдата и вистината? Ова беше главната тема во авторската емисија Правда и неправда на колешката Гордана Думјак.
Незин гостин во емисијата беше Али Касум, човек кој што е осуден во случајот Фаланга 2, меѓутоа кој тврди дека е жртва на еден монтиран судски процес од страна на претходната гарнитура во МВР и дека повеќе од 3 години бара обновување на овој судски процес, се со цел за да си ја докаже како што вели својата вистина. Меѓу другото вели дека никогаш во животот не видел ниту па шверцувал некакви артефакти, дека се е една местенка, како што се изразува. Меѓутоа, повеќе слушаме од неговото сведоштво во продолжение. После 3 месеци притвор беше ставен, се прошири значи обвинението, Паско Кузме го донесува кај нас, што го во живот го нема видено, за да не задржат во притвор. За поранешниот директор за управата за културно видено, така. И кога падна пресудата, он дојде со зборите и ми рече: "Господине, вас ве осудија проти мене." Ја реков: "Не проти вас. Не, нема врска, ја нема врска со вас, нема врска ни пресудата, затоа што ви кажав година дена пред тоа. Ви кажа полицајцот, пред тоа имав и разговор со Ивица Ефремов, обвинител од Велес, кај што имаше анонимна пријава против мене, и ја отврли пријавата и рече: "Али, пази се те местат." Кажете ми, каква е улогата на сведокот Иле Николов? Интересно е, во овој случај, што тој е задолжен да врати имотна корист, сретнав во документите 884.975 денари, а не е обвинет. Тоа прашајте Иле Стефанова. Тоа најдобро ќе ви одговори. Таа е сега СЈО, специјалка. Значи, она го водеше случајот и беше предучено човек што признава дека продал на грци, некој грк, артефакти и заработил 20.000 евра. Нема пријава. Не лежи притвор, доека нас не осудуваат. Да, кажете ми колку време поминавте во притвор? Јас реков 30. Купно 33 месеци. И тоа сигурно ќе протраеше да не пишев после 30 месеци, да не напишев писмо до Джезбе или амбасадорот на Светоамерикски држави и до невладини организации, меѓународни организации за човекови права. Каде бевте сместени во притвор? Во Со притвор кого бев бевте? во C2-ска, значи стариот дел кај што е најлошо. Најозогласениот дел во кај што истражниот затвор. Немавме часовници, немавме огледала, немавме ништо. Кога поминав во другиот дел, ми личеше како хотел со 5 звездички. Значи има голема разлика во едно место. И се решив да пишам писмо. Во кој момент се решивте да Кога, пишувате писмо до амбасадорите, бидејќи на еве вие ми го дадовте да го видам. Писмото, тоа е на 11 страници напишано во ракопис и ми падна во очи на почетокот, велите дека кажувате дека сте се надевале, дека нема да имате потреба од пишување жалби и така натаму, но на крај сте се одлучиле самиот да се изборите за вистината и правдата. Во кој момент свативте дека работата воопшто не е наивна, дека сте осудени на 6,5 години затвор, ве чека жалбена постапка пред повисок суд? Тоа го пишува во јануари. 28 или 29 декември ми доде пресуда од апелација за водната зеница. Мора да напишам, имав рок од 3 дена да напишам жалба, ја напишав сам. И дојде од апелација дека не потврдила казната од 6,5 години. Значи, во исто време. И кога видов дека нема правда, решив да ја запознам меѓутоа заедница и да барам вистината, ја барам. Ја не барав милост, не барав да ми помогне, него и запознам со вистината. Чак имаше честни луѓе меѓу вработените во притвор, во затвор од Шутка, кои што му поменаа дека тоа писмо нема да оди, они ќе го пуштат, меѓутоа дека нема да оди, затоа што судот нема да го испрати докај што треба. Докај сте во притвор, писмото го разгледува судија и решава дали ќе го прати или не го прати. Меѓутоа ми беше важно да се видите дека јас сум жлак. Тајно да го прошверцувате на некој начин. Ја пуштив затвор од Шутка. Пуштив процедура да се видите дека сум дал, меѓутоа тајно изнесов некои примероци и испратив надвор кај што беа однесени преку прљавеш. Прљави алишта
Не мои, затоа што представувам преку други луѓе и тие. И писмото дојде до вашето Да, семејство. и беше испратено и до СЕО. Значи еден Така. примерок и од СЕО кога добив во Идризово кога ме префрлија, добив одговор дека не се најдени присложни разговори се уште за нашето, дека кога ќе дојдеме на ред, ќе бидеме информирани. Значи, по моето барање однесено од лично, значи не од шутка. Тоа значи дека тоа шутка се сокриени. Да. писма. Имате ли информации дека сепак писмата стасале до крајната адреса? Па, она што добив одговор, ми кажа и луѓе, се потврди дека Джес Бейли после тоа ја викнал Лилја Стефанова во Америчка амбасада. Покажале писмото. Има информација дека се слушало дека рекла, се правдала дека и ветиле дека ќе донесат докази. Тоа се поврзува и со она што го прашавте претходно. Зашто 15 дена пред да истече рокот, пред да казан, се преформулира обвинението. Значи, до тогаш тоа обвинение што стоеше падна во вода. Македонија е подписничка на Конвенцијата на Обединетите нации која им ги гарантира правата на лицата со интелектуална попреченост. Меѓутоа и во денешни услови сепак постојат предизвици кои што мора да се надминуваат постојано, како и да се надоградуваат законите, односно да се синхронизираат со самата конвенција. На оваа тема кај колешката Елена Милошевска во студиото вчера разговара дефектологот Виктор Боризовски и психологот Маја Гацовска. Да погледнем. Нашата држава согласно препораките изготви и веќе е усвоен нов закон за социјална заштита кој што нуди низа нови законски решенија и ги унапредува веќе постоечките законски решенија од областа на социјалната сфера, во областа на образованието во теке согласно препораките во едно тоа, меѓутоа и самата наша држава согласно конвенцијата изготвува нов закон за основно образование кој што е веќе во завршна фаза, ставене на ЕНЕР или за забелешки од страна на јавноста, финални забелешки со цел да може да се изгласа и значи во различни сфери од секојдневното живење кои што ги засегаат лицата со попреченост, вработување, независно живење. А што е со здравствените услуги? Дали имаат еднаков третман лицата со попреченост или сепак во оваа област и понатаму има проблеми, треба што многу да се работи на ова прашање? Вака, значи, лицата со попреченост подеднакво можат да ги уживаат законските одредби кои што се нудат во здравствената заштита. Меѓутоа, она што кај нас недостасува, например, е и беше согледано и од самиот комитет, е дека физичката пристапност, например, до здравствените институции е непостоечка или е многу мала, значи самите лица со попреченост не можат лесно да пристапат до здравствените институции и да си ги остварат своите права. Претпоставувам исто проблемите со јавниот превоз. Истото и со јавниот превоз, меѓутоа се повеќе се обрнува внимание на тоа, не е доволно се уште, меѓутоа се уште нели можеме и имаме простор да ги унапредуваме овие законски решенија. Така е. Сега, во однос на вашата организација, ви исто така имате и дневни центри широм земјава, па јас би сакала да го прашам господинот Боризовски, еве во однос на дневните центри, колку имате на земјава и по-конкретно, вие како дефектолог, како започнува всушност еве вашиот ден во овие центри? Добар ден и од мене. Порака во 2000 година го отвори првиот дневен центар за лица со интелектуална попреченост, за лица со умерена и тешка интелектуална попреченост во Скопје. Веднаш потоа беа отворени уште 8 други дневни центри. Моментално менаџираме дневни центри 2 во Скопје, во Радовиш. По план се за отварање уште 2 други дневни центри во најскоро време во Прилеп и во Штип, такви се најавите. Дневните центри се една форма која што пред се овозможува лицата со интелектуална попреченост да бидат заштитени од институционализација, тоест да не бидат вклучени во тој ригиден процес на институционализирање кој што постоел во се до крајот на 90-тите години на минатиот век. А идеја зошто би се отвориле дневни центри е
Да потенцирам дека ова се дневни центри за лица над 18 години Так. со умерена и тешка интелектуална попреченост, затоа што сметаме дека до 18 години потребно е секое лице има право на образование и потребно е секое едно лице без разлика од типот на попреченост да биде вклучен во образовниот процес, тоа го налага нели нашиот закон и уставот. А сега ги отворивме дневните центри со цел освен лицата со интелектуална попреченост да се заштитат од институционализација, на еден начин и поддршка на семејствата да дадеме, затоа што самите семејства најчесто се водат грижа за овие лица, секојдневно се затворени дома со нив, не можат да се вработуваат, значи не можат да остават право на вработување, на еден начин еден вид на оддишка, тоест поддршка за семејствата кои што ги имаат овие кои што имаат лица со интелектуална попреченост. Дневните центри во дневните центри се оспособуваат лицата за колку што е можно поголема самостојност во живот. Какви се активности имаат во текот на денот? Значи активностите се насочени кон оспособување за самостоен живот, когнитивни активности, практични активности, социјални активности, активности поврзани за поддршка на семејството. Сето тоа се активности кои што секојдневно на база на индивидуална програма која што се изработува за секој корисник се имплементира во овие дневни центри. Оваа програма е унифицирана во сите дневни центри, на ист начин се работи. А за крај на овој прв дел од отвореното студио почни со водно е темата, меѓутоа што е тоа повеќе од Јана бидејќи таа го работеше ова. Тоа е она што, како што и претходно кажав, секој четврток веќе се случува, особено во овие жешки денови, е една добра можност за сите заинтересирани, односно скопјани да се тргнат малку од жешките температури и да направат една поинаква урбана шема, ако може така да се каже, односно да планинарат или евентуално да возат велосипед на водно. Имено најмладиот планинарски клуб I Love Hiking секој четврток во попладневниот термин организира тури за сите заинтересирани за еден ваков поинаков, но и здрав начин на рекреација. Еве за што станува збор. Почни со водно представува повик за дружба и разладувања, за движење во природа, за рекреација и здрав живот на скопјани на падините на водно, надвор од градските улици, кафејани и вообичаената урбана шема. И овој четврток под ова мота, со старт во 18 часот и 30 минути, од пред основното училиште Кочо Рацин, веднаш над клиничкиот центар, планинарскиот клуб I Love Hiking организира искачување на водно. Како што велат организаторите, секој четврток е со различна тема. А така овој четврток за прв пат ќе се одржи интернационална вечер, каде ќе се представи амбасадата на Република Словачка. Мотото почни со водно на социјалните мрежи и меѓу помладата популација изминативе години стана препознатлив синоним за вечерните планинарско-велосипедски рекреативни дружби. Веќе трета година поред, група планинари, ентузијасти и членови на најмладото планинарско друштво во Скопје ја реализираат својата идеја што поголем број на жители на Скопје да ги мотивираат да им се приклучат во планинарењето и планинскиот велосипедизам и да им ги откријат убавините на планините, спортувањето, дружењето во природата на сите оние кои посакале да планинарат и возат велосипед на планина, но досега не се охрабриле да го направат првиот чекор. А нема подобар почеток, велат, од искачувањето на врвот на водно, кој е одличен двочасовен тренинг за сите сегашни и идни планинари и велосипедисти за постигнување и одржување на кондицијата. Потребно за планинарите се спортски обувки, облека за пресоблекување како и ламби, кои ќе овозможат непречено движење низ планината, додека за велосипедистите задолжително предно, задно светло и кацига, а за се друго како безбедно движење низ природата, за забава, добро друштво, прекрасен амбиент и добра музика, ќе се погрижат хајкерите и бајкерите од I Love Hiking, од друштвото неозбилни велосипедисти и Macedonian Bike Riders. Организаторите досега се задоволни со одзивот, бидејќи на некои од редовните вечерни четврточни дружења на водно просечно учествуваат од 200 до 600, главно млади луѓе, и се надеваат дека ваквите планинарски after-work рекреации ќе ги посетуваат се поголем број на скопјани, на кои им е неопходно да излезат од градската средина на чист воздух и подалеку од зжештениот асфалт.
Така ете малку лабаво, но и со идеја како овие пеколни температури да ги избегнете, односно да си ги разладите или барем малку повеќе да се трнете и од градската галама, од бетонот. Секако можете тоа и заедно и со Јана да го направите. Јас и Јана овде го затвораме овој прв дел од отвореното студио. Останете со 1 ТВ, за многу кратко следуваат вестите, а се дружите со Александар Петрески. Се гледаме.